Во делот дека НАТО не и помогнало на Америка во воените действија во ова. Како вие, како председател на земја членка на НАТО, гледате на овој развој на настаните? Со загриженост. Имено со загриженост, но и со надеж. Имено, знаете дека ние имаме 100% усогласена надворешна и безбедносна политика со Европската Унија. Знаете што, самиот настанок на алијансата на НАТО е врзан не само за членки кои што европски членки од Европската Унија и други, туку и за Соединетите Американски држави. Дури одредбите внатре се одредби кои што гарантираат одбрана или заштита на било која членка доколку биде нападната. Толку се искомплицира проблемите во светот, што, како што велите вие, сите ние најчесто бдееме, а можам да замислам што станува со премиерите на државите, бидејќи со берзите што се случува, тоа е секој ден се одразува тоа на нашиот живот. Да, дури експерти велат дека последиците ќе бидат долгорочни. Сигурно бидете, сигурни бидете. Значи, оваа изјава, но јас не знам, се надевам дека како што западните членки на НАТО изјавуваа дека не можат без, дека е тоа едно дека е близнаштво, дека е тоа едно содејство, дека без Соединетите Американски држави и така беше сиве овие години, се е можно. Се е можно. Веројатно и затоа едно време имало едно, па не знам што ќе чуеме, еве јас очекувам во Анкара знам дека ќе имаме состанок, нели? Јас ќе одам тамо, не е во можност премиерот овој пат. Се е можно, јас не знам, не ги имам точните наводи од разговорот, меѓутоа обвиненијата дека НАТО не помогнал и така натаму, што кажуваат? Дека внатре во рамките на НАТО има различни видувања. Ние видовме дека и внатре во рамките на ЕУ има сосема различни видувања и однесувања, дури и во регионот. Но сепак НАТО обстојуваше. Кога велам се е можно, не знам јас што ќе биде следната изјава и на кои прашања ќе се концентрираме. Но кога реков дека имам надеж, но кога реков дека имам надеж, мислам дека сепак има политичка свест и за моментот и за иднината кај најголемиот број државници, кај најголемиот број членки на НАТО и така натаму.